драго што можеме да славиме заедно и секогаш кога доаѓам во оваа заедница тука, гледам нови лица. Некои луѓе се веќе поодмори, некои се заминати негде, но мене ми е драго што гледам нови лица. И тоа ме охрабрува бидејќи секогаш кога доаѓам тука, тоа значи дека црквата расте. Минатата година дојдов, некои од вас не беа тука, некои се сега тука. А уште повеќе ме радува што веќе Живко ме информира и ми кажа дека некои веќе се крстиле. Минатата недела и честитам на тие што се крстите. Добро дојдовте во Божјото семејство. Да го славиме Господа заедно и како што кажа Живко, таа тајна вера во нашите срца да ја искажуваме јавно и да ја прокламираме јавно. Да не должам многу, Живко не представи нас. Значи, ние живееме во Америка со супругата, но моите корени се од Скопје, Македонија, уште од самите почетоци на Евангелска црква, првенствено на Рузвелтова, и сега Евангелска црква во Република Македонија. И се сеќавам и на моментите кога Живко ја сподели неговата визија заедно со Фани за да основаат црква, и еве неколку години веќе ова се обистинува. И драго ми, баш пред малце Живко ми спомна дека веќе и време да се иде понатаму, да се размислува за многу поголемо. Тоа е добро. Денешната тема што сакам да ја споделам со вас е едно прашање, кое што верувам дека секој од нас во поголеми или помали размери не засега. Тоа е прашањето што е црква. Зошто го поставувам ова прашање? Бидејќи пред 2 недели ние прославивме Духовден или теолошки искажано роденденот на црквата. Тоа е денот Педесетница, Пентекост, каде што после Воскресението Христово 50 дена се поминати и тука е најавен наговестувањето на Духот Свети. Или она што Исус Христос го нарекува Параклетос, утешителот. Со слегнувањето на Духот Свети, во кој што ни е опишано во делата апостолски, апостолите се инспирирани да идат и да го наговестуваат и да го проповедаат Евангелието. Онаа радосна вест што Исус Христос, додека беше на земјата, ја наговестуваше. Со слегнувањето на Духот Свети, кој што ние го славиме Пентекост, ние тој ден го нарекуваме роден ден на црквата. Црквата се родила. Сега, што е црква? Е прашањето. И верувате ми дека нема да навлегувам во некои теолошки дебати, да навлегувам во некои теолошки размислувања, иако тоа е длабока и широка тема за размислување. Ќе гледам да ги поедноставам работите, да сите ние ги разбереме, да едноставно научиме некои работи. Оваа проповед нема да биде толку многу како типична проповед, него ќе биде повеќе едукативна. Ќе биде повеќе да ние научиме разумски, значи со насиот мозок, кога некој ќе не праша што е тоа црква, или во која црква одите вие, да вие едноставно можете со наједноставни зборови да му објасните. Покрај тоа што имаме заедништво, доручек, што Живко, Фани и крштениците кои што дојдоа, кои што не почастија, уживаме во едно заедништво. Црквата е нешто многу повеќе од тоа. Црквата има своји знаци. Црквата има своја динамика. Црквата има своји проблеми. Црквата има своји радости. Црквата има уметност. Ако идете во еден православен храм, манастир, црква, ќе видите најразлични фрески. Ќе видите иконостас, кој што е од разни карактеристики, со еден дуборез, со икони. Фрески кои што се кој што е начин на исцртување по подзидовите. Ако идете и во Хаја Софија, во Истанбул, ќе видите и мозаици
Тоа се малецки каменчиња кои што отсликуваат најразлични символи или всушност ја осликуваат библиската приказна или метанаратива, како што ние знаеме да ја кажеме, тоа што Бог ни објавува нам. Значи црквата е интересен организам, комплексна работа. Но повторно се поставува тоа прашање што е црквата. Сега. Црква како црква, името го добива од едно друго име, тоа е германско име, кое што доаѓа од грчко име, кое што се вика Кирхе. Ако идете во Германија, на секој ќош ќе видите Кирхе, Кирхе, Кирхе. На германски црква се вика Кирхе. Но од каде доаѓа тој збор Кирхе? Кирхе доаѓа од зборот куријаке. Сега, куријаке доаѓа од зборот куриос, што на грчки значи господар, господар, владетел. И од таму доаѓа зборот владетел. Кирхе. Всушност, Исус Христос, кој што често пати ја нагласувам во Новиот Завет како Кирие, добива контекст на господар, на владетел, на оној кој што владува. И кога ќе видиме ние црквата што е, всушност Исус Христос е оној кој што е владетел во црквата, оној кој што господари со црквата. Значи, од таму доаѓа зборот црква, од куријаке или кирхе. Но, во теолошкиот концепт, ако ние се збориме теологија, значи као теолози, или ако некој ве праша, чекај се, вие одите во црква, дали знаеш што значи црква, од каде доаѓа зборот сега црква? Вие може да му кажете, да, доаѓа од зборот куријаке или кириос. Значи, некој попаметен човек ќе ви каже, не е точно тоа. Зборот доаѓа всушност од зборчето еклесија. И сега вие си кажете, чекај се, ја научив проповедникот или Аце Александар ми кажа, не бе, кириос, куријаке. Не, еклесија. Добро. Што значи тоа зборче еклесија? И всушност, во теолошки наврати, ние кога учевме со Живко во Осијек и јас понатаму, значи, во теологијата, ако сакате да ја проучувате црквата, ќе одите под насловот црква или доктрината за еклесија. Поучувањата или поуките или науката за црквата, тоест еклесија. Еклесија всушност повторно доаѓа од грчко зборче, но од две зборчи. Ек и калео. Ек е од или од надвор, а калео е повикан. Со други зборови ние добиваме зборче кое што викаме повикан од некаде. Повикани сте од некаде, повикан сум од некаде, еклесија. Но тоа зборче повикан од некаде за нешто, одредена група, тоа всушност е секуларен концепт. Зборчето еклесија често пати се користи во грчката литература, во старогрчката литература и во првиот век и вториот век како одредено тело. Например, еден градоначалник, градоначалникот на општина Аеродром, ќе ги свика советниците да разговараат за одредена работа. Кога он ќе ги свика тие советници и кога они ќе го имаат тој состанок, тоа е еклесија. Тука они разговараат за одредени социополитички, економски проблеми, за аеродром, да ги решат некои работи, да не ги решат, да се испокараат, да не се караат, да се согласат и други. Тоа е еклесија. Или често пати ќе се собере, да кажеме, некој одредено тело ќе разговара за друг проблем. Тоа е еклесија. И кога ќе видиме ние всушност дека еклесија добива еден социополитички, економски или културолошки контекст. Но зошто ние зборчето еклесија го користиме во црквата? Зошто всушност апостолот Павле секогаш кога пишува до одредена црква, дали е тоа црквата во Рим, дали е црквата во Корин, во Филипи, во Колоси, дали му пишува на неговиот ученик Тимоте,
го користи зборчето еклесија. И во неколку наврати, апостолот Павле, кога пишува до нив, да, има концепт на такво тело, например, дјаконите, служителите да се соберат и да имаат состаноци. И живко тука има одредени состаноци, старешински го викаме ние. Некои од вас најверојатно сте уклучени во таа работа. Разговарате за животот и делото на оваа црква, за финансиите, за да некој да се помогне, за да се соберете на молитва. И сето тоа си се одредени структури. Но Павле често пати користи зборот еклесија и во религиски концепт. Во овој концепт ние што го имаме тука за славење, за обожавање. И прашањето се поставува: што прави сега Павле тука? Зошто Павле зима еден концепт на народот, на општеството и го става во контекст на црквата? И како ние можеме тоа да го оправдаме? Да ние се нарекуваме еклесија. Ајде, Куриокос, може би има некој концепт. Тука доаѓа од Господар, Исус Христос е наш Господар, ние сме се собрале тука, Он владее со нас, Он господари со нас, ние го славиме. Но што врска има еклесија? Кога апостолот Павле го користи тој збор, секогаш има концепт од Стариот Завет. Значи, во Стариот Завет ние имаме две зборчиња кои што апостолот Павле ги има на ум. Нема да заборавате, апостолот Павле е евреин и е фарисеј. И он секогаш кога говори за црквата, за Исус Христос, секогаш на ум го има Стариот Завет, но неговото толкување е христоцентрично. Тој не го толкува сега Стариот Завет по второзаветниот храм. Значи новиот храм што е изграден од Херод. Него тој сега со неговото обраќање, со запознавањето на Исус Христос, тој Стариот Завет го толкува веќе кроз Христа или христоцентрично. И кога зборот гахал, тоа што е евреско зборче од Стариот Завет, и едах има значење гахал глас да повикува и едах собир за славење, апостолот Павле го има тој концепт од Стариот Завет. Сушност, гахал, глас за повик, значи, ја повикувам армијата, војската да се собере. Го повикувам тоа и тоа тело, тие и тие советници да се соберат. Го повикувам народот да дојде да слушне одредени работи. И овој гахал збор во Стариот Завет секогаш има социолошки, политички, економски или друштвен контекст. Но едах зборчето има религиозен концепт. Тука е концептот во Стариот Завет кога се користи да се повика народот за славење. И едах зборчето се наоѓа само во петокнижието или во првите 5 книги од Стариот Завет, каде што е левитскиот закон, каде што израелскиот народ веќе учи за Господ, каде што е скинијата или шаторот се собери и едах, кога ќе го чуе тој едах, целиот израелски народ се собира пред скинијата, пред шаторот Божи, за славење, за обожавање, за ритуалното жртвување. Но има еден проблем. Стариот Завет, кој што е напишан на еврејски, арамејски, е преведен на грчки. И сега, грчкиот превод во тоа време, ние би очекувале дека зборот гахал би бил преведен во некој си друг збор, а додека едах би бил преведен во еклесија. Но всушност, зборот гахал е преведен за еклесија, она што го викаме на социолошки, политички, економски собир, а зборчето едах е преведен во синагога или синагоге. Всушност, место каде што израелскиот народ од Стариот Завет, значи кој ќе го читаме, со прогонството во Бабилон, значи од Бабилонското царство,
веќе немаат храм каде што можат да слават. И они во Бабилонското изгнанство или прогонство, они создаваат синагога. Едно заедништво, дружење околу нивната Библија, околу нивниот Божи збор. И всушност тој дах вика, ајде да се собереме заедно да го славиме Господ. Сега во тој грчки превод на нивниот Стар Завет кој што вика синагога, вика ајде да се собереме. А додека кахал за она војничко собирање има еклесија. Сега прашањето се поставува, ако Павле користи збор еклесија, зошто тој повторно го користи зборчето од социолошки, економски и политички аспект, а не зборот синагога? Сушност. Павле прави една работа која што е многу важна за нас да ја разбереме, во која што понатаму ќе не воведе во она разбирање што е црквата. Да сите ние видиме. Кога Павле го користи зборчето еклесија или црква, преведено, во христијански контекст, тој секогаш црквата ја поздравува со одредена формула. Ви праќам поздрави, ве поздравувам до црквата, Коринт, Рим, било каде. И формулата е ова: во името на нашиот Господ Бог и неговиот Син Исус Христос. Со други зборови, што прави Павле тука? Павле, со уклучување во името на нашиот Господ Бог, исклучува секуларен аспект на црквата, бидејќи во тие тела каде што собирите или тоа здружение ќе се собере, они не говореле за религиозен аспект. А во овој аспект, кога апостолот Павле адресира нешто до одредена црква, тој вели: ве поздравувам во името на нашиот Господ Бог, автоматски со таа формула Господ Бог исклучува секакво секуларно влијание на еклесија. Тука не е само се собрал собирот на градоначалникот да разговараат за политички, економски и најразлични работи. Не, тука сега веќе се собираат за литургија, се собираат за да го слават Господ. Но ако Павле останал таму, тој концепт се уште би останал во контекстот на синагога. Затоа што и во синагогата се слави Господ. Со второто вметување на формулата и во нашиот Господ Син Исус Христос, автоматски Павле ја исклучува синагогата и го вметнува христијанскиот концепт на славење. Сушност, тука ние можеме да го оправдаме концептот на еклесија во концептот на црквата. Зошто ние се викаме црква Божја? И тука се дефинира зборчето еклесија. Самото зборче како зборче, ако некој ви каже еклесија, да, вие може да му кажете, да, тоа е собир, сме се собрале тука, разговараме и сите тие ствари. Но има нешто повеќе. Не. Веднаш го зимате Новиот Завет и кажувате што апостолот Павле кажува. Во името на нашиот Господ Бог, тука се значи дека се слави Господ Бог, но понатаму продолжува и во името на нашиот Исус Христос Спасител. И тука се добива концептот на христијанско славење, а не само на еврејско славење, кое што исклучува синагогата. Мислам дека бев јасен тука. Идеме понатаму. Тога што значи да се биде, што значи зборчето црква? Што е црква? Ако сакаме да знаеме што е црква, треба да го читаме Новиот Завет. Поготово Павловите посланија. И најчесто Павле ја опишува црквата во неговите посланија по 3 метафори, да кажеме, или по 3 значења кои што луѓето најлесно би ја разбрале црквата. Што е црквата? И тоа е: црквата е Божи народ, црквата е храм Божи и црквата е
тело Христово. Да ги повторам. Црквата е Божи народ, црквата е храмот Божи и црквата е телото Христово. Најдобро Павле што ни објаснува за тие работи и јас ја искористив книгата на апостол Павле до Ефесјаните. Кој ще само да ги најдам Ефесјаните тука. Ево ги видам сега со Живко може еве Ефесјаните и ќе замолам некој да прочита. Живко, можеш ти да прочиташ? Бидејќи јас неколку овие сите што се обележани, значи со жолто. Да го слушаме зборот Божи, само да надоврзам малце. Има многу текстови во Новиот Завет за црквата. Значи каде што апостолот Павле во Коринќаните објаснува за храмот, во Ефесјаните објаснува за телото Божјо или неколку наврати за Христовото тело, значи можете вие да прочитате и многу брзо се чита. Ја ги искористив Ефесјаните чисто да имаме еден концепт, да не кажете овој човек сега дошол тука и измислува некоја топла вода. Можеш да прочиташ. Да. Бог, Каде е Ефесјаните? Ефесјаните 1 глава, се извинувам, 4 стих, после 7 стих и 13 и 14 стих. Или вака. Бог не одбра да бидеме негов народ преку вера во Христос. 7 стих вели вака. Христос ја пролеа собствената крв за да не откупи. Сега гревовите ни се простени. Го стори тоа поради својата неизмерна благонаклонетост према нас, излевајќи ја врз нас заедно со сета мудрост и разбирање. И 13 стих вели вака. И вие сте Божи народ. Тука ќе застанеме. И вие сте Божи народ. Значи, апостолот Павле кажува тука дека вие преку вера. Значи, Бог не одбра да бидеме негов народ преку вера во Христос. Една од важните работи на христијанинот е неговата вера во Бог. Но таа вера треба да биде основана на нешто, да биде цврста на нешто. Вие седите на столчиња, така? И многу ви е угодно. Зашто? Затоа што столчето има 4 ногарки и вие се чувствувате сигурни на тоа, дека тоа столче ќе ве издржи. Исто така и масата, кој ќе седнеме на една маса каде што има 4 ногарки, се чувствуваме стабилни. Тоа е една стабилност. Но што би се случило доколку тоа столче би имало 3 ногарки? Мислам дека оваа проповед би била многу нелагодна. Зашто? Затоа што сите вие ќе барате некој си баланс. Ќе гледате некако да се избалансирате, да седите стабилно. Зашто? Затоа што секогаш ќе мислите во паметот, ја можам да паднам. Денес ја не знам како рибарите не паѓаат. Зимаат оние троногалчи столчиња. Или на времето знам дека баба ми имаше едно троножно столче, малецко, и секогаш седеа на тоа столче, дури го ќумбето го палеа. Интересна работа, кој баланс го правеше баба ми. Значи, јас пробав неколку пати да седнам на тоа столче и паѓам. Баба ми некако беше навикната, али во секој случај тоа столче не беше стабилно, не беше сигурно. А замислите да седите на столче со 2 ногарки. Па тоа само циркузант може да прави. А на една ногарка? Значи, со други зборови, ние кога говориме за нешто стабилно. И нашата вера треба да биде стабилна. А како е нашата вера стабилна? 4 столба на верата. Молитвата, Светото писмо, црквата и евангелизацијата. Ние говориме за еден од столбовите на верата. Тоа е црквата. Значи, не можете да имате стабилна вера, а да ги немате овие 4 столба. Молитвата е многу важен аспект од верата. Редовно се молиме, со молитвата почнуваме да се каеме, да просиме од Господ, да го славиме Господ. Преку Светото писмо, ние дознаваме на кого да му ги упатиме тие молитви. Не само на некој таму, некој Бог, кој што седи таму и баш го брига за нас. Не,
Бог ни се објавил нас преку Светото Писмо. Ние знаеме на кого да му се молиме и дознаваме кој е Господ. А во црквата е еден аспект каде што сето тоа се актуализира, се конкретизира, се манифестира. Не можам да си имам ја моја вера, само тек така. И кога Павле говори дека оваа вера мора да биде во името на Христос, не може само да биде во било кого, него во жртвата на Исус Христос, во животот и делото на Исус Христос, Павле кажува дека и вие сте сега Божи народ. Павле повторно зима една слика, еден концепт од Стариот Завет за израелскиот народ кој што е Божи народ, избран преку Аврам, воден преку Аврам, подоцна преку Мојсей, преку царевите, преку пророците. И доаѓа се до моментот на Исус Христос. Но што тоа значи? Тоа значи дека тој Божи народ е избран од Господ за одредена цел. И тој Божи народ има свој идентитет. Има свој патриотизам, ако можам така да се изреснам. И тоа е Божиот патриотизам. Со одредени правила, регуларности, со славење, со обожавање и други работи. Читате го Стариот Завет, ќе видите колку е тоа интересно, колку е тоа богато и како Господ ја излева неговата љубов, неговата праведност, неговата добрина кон израелскиот народ кој што го избрал да биде светло и сол за другите народи. Да го рефлектира тоа што Господ е. Тој е Божиот народ. И кога Павле говори тука, го зима христијанинот, ја зима христијанската црква и вика: и вие сте сега Божи народ, но во името на Исус Христос, уште повеќе, кој што сега ја пролеа неговата крв на Голгота, умре за вас, воскресна се, вознесе и го изли Духот Свети. Но, ако израелскиот народ беше сеградиран или посебен народ од Господ да сведочи на другите пагански народи, христијанскиот народ сега ги уклучува сите. Нема националност, нема раса, него сите се уклучени тука. Нема евреин, нема грк, нема паганин, него тоа е Божи народ. Со други зборови, што значи да се биде христијанин или да се биде Божи народ сега, во името на Исуса Христа? Тоа значи да се носи достојно името христијанин. Јас често пати ќе нагласам дека моето презиме Толмачев, јас го ценам многу. И јас сакам мојата фамилија, моите деца, тоа достојно да го носат. Во школа, надвор. Да остават добар пример, со други зборови, мене ме прават горделив. Или во првиот век Палестина, ако одреден роб или син носи прстен од неговиот владетел или од неговиот татко, тој мора достојно да го носи тој прстен. Зошто? Затоа што тој не се представува самиот себе, него тој се го представува целото семејство. Со тој прстен он запечатува и одзима, со тој прстен тој продава и купува. Луѓето му веруваат на тој човек бидејќи тој достојно, а во неколку наврати недостојно го носи тој. Ние живееме во такво општество, барем кај мене у Дебар мало се сеќам, дека ако семејството Вуксановски или Зографски или овие, ние веднаш знаеме од која фамилија доаѓаш. Веднаш. И често пати тоа е исто символ за венчавање. Не. Јас не сакам ништо да имам со тоа семејство. Тој доаѓа од добро семејство. Дали ќе го оправда тоа е друга работа. Истата работа е како христијани. Кога го носиме името христијани, дали ние го оправдуваме тоа име? Дали ние го оправдуваме Христос пред другите, пред овој свет? Тоа значи да се биде Божи народ. Таа титула Господ ни ја дал преку Исус Христос. И вика, вие сте Божи народ. И како сме го добиле тоа? Да бидеме Божи народ? Живко, ќе те молам повторно да прочиташ. Се извинувам, на очарите ги заборавив, не можам да читам од близко.
читам Ефесијаните првата глава, втори дел 13 стих, па и 14 стих, вели вака. Бог ве посвои, ставајќи го врз вас својот печат со тоа што ви го даде Светиот Дух, токму онака како што ни беше ветено. Светиот Дух е гаранција дека навистина ќе го добиеме она што Бог му го вети на својот народ, откупување, ослободување за тоа што за тие што се негови. Амен. Значи, немој да некој да си помисли дека јас сум дел од Божиот народ и сум дошол во тој Божи народ со некое си членство. Сум купил карта. Сум влегол. Не. Павле многу јасно објаснува. Ако си дел од Божиот народ, ти си посвоен. Ти си посвоена. И тоа е преку Духот Свети, кој што е печат, запечатено. И точка. Вие сте деца Божи. Божи народ. Јас сум дете Божи. Божи народ. Ако знам дека преку жртвата на Исус Христос, преку неговото воскресение и дел и живот, јас сум запечатен со Духот Свети преку посвојување. И тоа е титула. Таа титула не се дава на било кого. Таа титула Римското царство, тие што биле императори или римјани, најчесто кога немале синови, они ќе земат едно машко дете и ќе го посвојат. А често пати, ако некој генерал се покажал во битка, а овој император нема деца или неговите деца не се достојни да го наследат царството, тој император го зима овој генерал и го посвојува. И најчесто тој генерал после тоа постанува император. Значи тоа посвојување не е само од сочувство Божје или ајде да си посвоиме нешто. Не. Тоа посвојување е всушност давање титула дека ние сме Божји деца и дека ние царуваме со него, дека ние владееме со него. Како? Преку Духот Свети кој што не запечата. Значи вие сте Божји народ. Нема да го заборавите тоа и носете го достојно името Христово. И во црквата, и во светот. Понатаму, апостолот Павле ни кажува дека вие сте храмот Божји. Повторно апостолот Павле вади една слика од Стариот Завет. Тоест, всушност, он вади слика од храмот Божји. Првенствено од шаторот и подоцна доаѓа од Соломоновиот храм кој што е величествен, подоцна тој е уништен, разорен. Кога се враќа израелскиот народ од Бабилонското робство, со почетокот на одредени владетели почнува да го градат, но со Херод понатаму е изграден тоа што го имаме денеска и денеска имаме остатоци од храмот, зидот на плачот и неколку руини во Ерусалим. Но Павле веднаш се навраќа назад и кажува вие сте храмот Божји. И кога Павле говори за вие сте храмот Божји, секој еден израелец и секој еден паганин знае што значи храм. Дали е тоа пагански храм, дали е тоа еврејски храм. Тоа е место каде што одреден народ или поединец иде да слави. И кога тој ќе влезе во тој храм, тоа е свето место. Тоа е свето место и има неговата светост е всушност одвоеност од одредени работи. Често пати ние знаеме што значи тоа светост. Знаеме да дадеме една аналогија со четкичка за зави. Најчесто. Не можете вие да ја делите четкичката за зави со секого. Така, таа е ваша. Таа е за одредена употреба. Таа е света. И точка. Или, што би рекле ние, што е свето? Свето е она што има одредена функција или е наменето за одредена работа. Ќе кажеме една лопата, една секира. Е наменета да сече или да копа. И тоа е светоста. Тоа е намерата на таа секира. Ако таа секира и ако таа лопата биде скршена, тогаш таа нема функција.
Таа е осветена. Но ако тоа повторно се залепи, или ако повторно се врати во функција, тоа повторно ќе биде свето наменето за одредена функција. Исто така и храмот Божи. Наменете за одредена функција, каде што народот Божи се собира. Каде што присуството Божје владе во Стариот Завет. И храмот има две значења. Има етичко значење и морално значење и неетичко и морално значење. Што значи тоа? Тоа значи, вака. Оваа просторија одека, ако ја гледаме сега моментално, е света. Зошто? Затоа што моментално оваа просторија добива етичко и морално значење. Па вие ќе си кажете, па аце чега се, што збориш ти? Сакаш да кажеш оваа Библија има етика и морал, ова е хартија. Корици и хартија. Сакаш да кажеш дека овие столчиња, овој тепих, овој телевизор има етика и морал? Тоа е материјално, не знае, тоа е аморално. Нема таков концепт. Не. Оваа просторија сега има етичко значење. Зошто? Затоа што ние сме собрани тука. Ние знаеме што е добро, што е лошо. Ние сме собрани тука да го славиме Господ Исус Христос. Ние сме тука да се дружиме. Или понекогаш и со рамо да си изгребеме. Да си се наљутиме, да си се искажеме, да си се охрабриме. Сето тоа е во сферата на етиката и моралот. Доброто и лошото. Ги разликуваме. Но кога ќе си отидеме од тука, оваа просторија добива неетички концепт. Ќе кажете, што значи тоа? Неетички концепт. Ние се отидовме, па остануваат столчиња и теписона. Не. Ние со други зборови во оваа просторија не можеме да си правиме што сакаме. Замислете сега после нас, ние кои ќе се отидеме, Живко да стави столици тука, Скара да развали, тука кафана се пие или коцкарница или што знам казино, така да си прави што си сака. Не. Или например, замислете идеме сите ние за Великден или за Божич во храмот Божи, во соборниот храм во центар, си се собереме, си пееме, си славиме, си правиме што си правиме и после тоа поповите соберат све, пап стават столици и си прават бинго. Или коцкарница, или си игра фудбал. Тоа е добра просторија за фудбал. Мислите дека можеме да направиме таква работа? Можеме, али дали тоа би доликувало на еден храм, на една црква? Не би доликувало. Значи, самиот храм, концептот на храмот има етички и морален концепт и неетички и морален концепт. Неетичкиот, сите оние свеќи, Библијата и други работи, имаат своја светост, но таа е неетичка светост. Не може да комуницираат, не знаат они за добро и лошо. А кога ние ќе се собереме во тој храм, ние знаеме што е добро и лошо. И кога Павле говори, вие сте храмот Божи, во книгата на Коринтијаните, четвртото поглавје, мислам, и шестото поглавје беше. Само момент, да ги видам ја се бројки. Вика, тука, шестото поглавје и четвртото поглавје исто кажу, може да го најдеш во вака, во третиот стих, 14-тиот и шестото поглавје. Читаме Прво Коринтијаните, 3 глава, 16 стих вели вака: Зар не сваќате дека вие сте Божиот храм и дека Божиот дух живее во вас? Ако некој го урива Божиот храм, Бог него ќе го разорне, бидејќи Божиот храм е свет, тој храм сте вие, христијаните. И 6-то поглавје, 18 стих, вели вака: Бегајте од блудот. Секој друг грев што човек може да го направи надвор од неговото тело, но со блудот греши против собственото тело.
Зар не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој ви е подарен од Бог за да живее во вас? Амен. Ова се зборува на апостолот Павле до Коринската црква. Нема да навлегувам сега во контекстот, но да го разглаваме текстот, но во едниот контекст Павле користи раздори, раздвојувања, кавги во црквата. Во другиот контекст го користи зборчето вие сте храм во контекстот на блудот, на перверзијата, сексуалната перверзија. Но во секој случај, кога Павле го користи концептот на вие сте храмот Божи, тој сака да каже вие треба да функционирате како храмот, треба да бидете свети. Не можете да си играте со Духот Свети. Не можете, што би рекле ние народно, да жанглирате со Духот Свети. Бидејќи во одреден момент, ако читате Стариот Завет, израелскиот народ во одреден момент го доведе храмот на паганско обожавање, каде што луѓето донесоа свињи во светиот храм и колеа свињи таму и го обожава. Господ ги казни за таа работа. Не можете со други зборови вие во вашите срца, во вашите животи да донесете свињи. Дали е тоа по прашање на меѓучовечки односи, расправи и кавги, икс други работи, или е прашање на сексуална перверзија, која што дури Павле ја користи тука како еден од најголемите гревови. Вели, секој еден грев што го правите е против другиот. Ама сексуалната перверзија е гревот кој што го правите на себе самите. Знате, и тоа е длабока работа. Павле сака да каже, вие сте храмот Божи. Бидете свети како храмот Божи. Култивирајте го тој храм. Химни, псалми, зборови, радост во Духот Свети, Павле ќе каже во Римјаните. Праведност, мир и радост во Духот Свети, Павле кажува. Вие сте храмот Духот Свети. И ако Павле во народот Божи користи една корпоративна слика, дека вие сите сте заедно, тука Павле сега повторно ја користи таа корпоративна слика, но повеќе на индивидуално ниво. Вие самите сте одговорни за таа работа. Вие мора да го чувате храмот Божи. Вие треба да го чувате храмот на Духот Свети. Иначе Духот Свети ќе биде ожалостен. Мислам дека кажав доволно за храмот Божи. Мислам дека сликата е јасна. Понатаму, Павле го користи и последниот концепт, вие сте телото Христово. И што значи тука? Павле во неколку наврати користи зграда, користи органи. Пример, во Коринтијаните. Вели, не може да си каже бубрегот на дебелото црево не ми требаш. Или увото да ја каже на раката не ми требаш. Или окото да му каже на ногата не ми требаш. Но вие сте Христово тело. Во неколку наврати Павле исто во контекст на ова користи вие сте невестата. А тука исто така се користи концептот на храмот Божи. Ако една невеста треба да биде чиста, света, спремна за својот младоженец, и вие треба да бидете храм свети, да го очекувате Господ да делува. Ако сте вие органите кои што функционираат еден со друг, не може да кажете чекај се овој ми треба, овој не ми треба. И во неколку наврати вика во Христовото тело вие сте и како зграда, се надополнувате еден со друг. Вика вие сте циглите, вика. Но во целиот тој контекст вика главата на целата таа зграда или функцијата, главата на целото тело е Христос. И темелот на зградата на која што ние градиме, секоја цигла по цигла Исус Христос. Органите кои што сите функционираат во нас, Исус Христос е главата. И Павле кажува, вика, вие сте Христовото тело. Вие треба да функционирате како такви. Треба да имате заедништво. Не можете да си кажете еден на друг, не ми требаш. Не може. Или со други зборови, реформацијата кажува вака. Солос христијанус, нулус христијанус. Сам христијанин еднакво на нула христијанин. Не може човек да си каже јас сум си црква самиот на себе.
Као што имаме некои изјави кај некои луѓе. Не. Ние сме црква. Христовото тело. Сушност, тоа значи дека ние кога функционираме како зграда, како тело, како невеста, свети. Ние сето тоа го правиме она што Исус Христос го правеше на земјата. А што правеше Исус Христос на земјата? Го наговестуваше Царството Божјо, ја проповедаше радосната вест, исцелуваше. Беше прогонуван, беше измачуван. И ние како Христово тело треба тоа да го правиме. Христовото тело, кое што го отсликува Божиот народ и кое што е свето, како храмот, е всушност црквата. Вие сте црквата. Јас сум црква, заедно со сите вас. Како локално, така и глобално. Ние сме видливата црква на оваа земја, но има и невидлива црква. Сите оние свети кои што умреле. И секоја црква е уникатна самата за себе, а сепак е дел од нешто многу поголемо. Или католичко. Кој ќе кажеме ние католик, треба да внимаваме дали кажуваме за римокатолицизам или за католицизам. Католицизам или католик значи универзално, а римокатолицизам значи специфична црква, римокатоличка црква. Ние сме католичка црква, универзална црква, по која што функционираме локално и глобално. Евангелска црква на Рузвелтова, Евангелска црква во Струмица и понатаму. Но тоа не значи, ако тие не се со нас, дека ние не сме црква. Или ние со нив. Ние сме црква тука и ние функционираме како црква. Ние функционираме како Божи народ, како храм Божи и како тело Христово. И во таа функција црквата има приоритет на евангелизација, да евангелизираме, да идеме надвор, за усовршување или едификација, да секој од нас тука локално порасне повеќе од она што сме. Никој од нас не дошол тука совршен. Сите сме ние грешници. И сме се покајали. И сега растеме. И еден со друг си се усовршуваме. Се едифицираме. Тука сме собрани да го славиме Господ. И црквата има уште една функција која што е многу значена во денешно време, тоа е хуманоста. Да излезе надвор и да биде свесна на што овој народ му треба. Да биде хумана. Но не значи дека е хуманитарна организација. Да не ги побркаме тие работи. Дел од функцијата на црквата е хумана. И хуманистичка. И хуманитарна. Но црквата не е хуманитарна организација, да се разбереме. Но црквата не смее да го заборави тој аспект. И можам да завршам со ова, како што започнам. Црквата е основана и создадена од Духот Свети. И ние го викаме Пентекост како роден ден на црквата. И после сето ова што го кажав, како Божи народ, тело Христово, храм Божи, во сите овие слики, дека црквата е како зграда, како тело, како невеста. Имаме и други слики во Евангелието според Јован, како стадо, како лозово, како сега грозие вино, како беше? Лоза, како лоза. Да, виноград. Црквата е феноменот на Духот Свети. Нема да го заборавајте тоа, браќи и сестри, пријатели. Црквата е феноменот на Духот Свети. Ние во никој случај не можеме да функционираме како Божи народ, како храм Божи, како тело Христово, ако Духот Свети со нас не пребива.
И секој што ќе си помисли дека он самиот на себе си е црква и може без другиот, се лаже самиот себе. Тоа е едно од најголемите лаги. Мора да функционираме како тело, како храм Божи заедно и да сведочиме. Црквата е феноменот на Духот Свети. Послегнувањето на Духот Свети од кога се родила црквата. Затоа старите отци или црквената историја ќе каже Бог Отецот и црквата мајка. Црквата е мајката која што се грижи, која што го одгледува, која што го дои, која што го расне верникот, верниците. Тоа црквените отци многу добро го разбраа. Светата мајка црква. И затоа ние кажуваме исто, пееме една песна за минатата недела, испеавме Светата мајка црква или Светата црква. Има една песна. Црквата е феноменот на Духот Свети. Немој да го заборавате. Функционирате како тело Христово, функционирате како деца Божи и функционирате како храм Божи. Во името на Отецот, Синот и Духот Свети. Амен.